Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ за само 2,5 години ги актуализираше и ги издигна на ниво на приоритет правата на лицата со попреченост, кои 11 години беа заборавени и маргинализирани. Иако уште во 2011 година беше подпишана Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, ВМРО ДПМН не спроведе ништо од препораките. Сега Сдруженијата на лицата со попреченост имаат интензивна соработка и партнерство со владата на СДСМ и председателот Зоран Заев за заедничко креирање и реализација на мерките. СДСМ веднаш по доаѓањето на власт покажа дека правата на лицата со попреченост му се меѓу приоритетите. Назначивме советник за образование, здравствена заштита, социјална заштита и институционален систем за лицата со попреченост, како и национален координатор на владиното координативно тело за спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. За прв пат усвоивме акционен план за организирано спроведување на препораките од Конвенцијата. Реализираме и координираме системски поддржана инклузија за учениците со попреченост во редовното образование. За прв пат воведовме персонални и образовни асистенти кои ги финансира државата. Воведуваме мерка 50% скратено работно време за родител на дете со попреченост, каде за 4-часовно работно време половина од платата ја дава работната организација, а половина плата дава државата. Ги трансформиравме старите хорор институции за деца со попреченост, деца без родители и за деца со нарушување во однесувањето во топли мали групни домови со 24-часовна грижа. Донесовме нов закон за социјална заштита во кој сите материјални права неколкукратно се зголемуваат, а се воведуваат и нови услуги. Координираме и имплементираме нов модел за функционална проценка на лицата со попреченост според меѓународната класификација на функционалност. Невработените лица со попреченост се вклучени во програмата за самовработување, каде државата дава грант од 5.000 до 10.000 евра за отварање нов бизнис. Го координиравме нацрт текстот на предстојниот закон за градење, во кој и физичката пристапност на новите градби ја предвидовме во елементарни стандарди на градбите. Координиравме и обезбедивме нови ортопедски помагала во вредност од 36 милиони денари, кои засега не беа на листата на Фондот за здравствено осигурување. Иницииравме и координиравме низа мерки за пристап на лицата со оштетен вид до литература и компјутер преку софтвер за синтеза на говор и аудио литература, а за лицата со оштетен слух ја иницииравме и координиравме првата театарска представа со целосна поддршка на знаковен јазик. Ја креиравме и промовиравме Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост на Брајово писмо и аудио формат за лицата со оштетен вид и во аудио-визуелен формат и знаковен јазик за лицата со оштетен слух. Почитувани, продолжуваме со онапредување на правата на лицата со попреченост. Со новата програма во 2021 година ги зголемуваме додатоците за сите права за попреченост за 15%. Ја намалуваме границата за користење на правото за попреченост од 26 на 18 години. До 2024 година нема да има ниту една физички непристапна јавна институција во државата. Градиме 777 државни станови, кои меѓу останатите ќе бидат сместени и ќе бидат наменети и за лицата со попреченост. Граѓаните знаат дека градиме фер и праведно општество кое се темели на принципи за еднаква грижа за сите и затоа не очекува голема победа на изборите на 12 април. Благодарам.